Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Како што веќе знаете, овие се минутите кои што ги резервираме за земјоделството, за аграрот, за новитетите кои што се случуваат во државата, но и надвор од неа. Овој пат, ово наше неделно дружење ќе го започнеме со темата органско производство, перспективите, движењата, трендовите кои што ги има во струмичко во нашиот регион во југоистокот и пошироко во Македонија. За тоа разговаравме со првиот човек на Федерацијата на органски производители, Ѓорги Хаџикотарев. Еве го разговорот со него. Поштовани гледачи, како што најавивме во оваа емисија Агроинфо, ќе поразговараме за органското производство. Нашиот соговорник е Ѓорги Хаџикотаров, првиот човек на Федерацијата на органски производители и на Сдруженијето на граѓани Органологистик. Господин Котарев, има ли поместување во делот на органското производство еве во последниве 2-3 години, од кога што се зборува наголемо за органското производство, за бенефитите од органското производство? Научија ли земјоделците дека треба и може да бидат органски производители? Па има некое позитивно поместување, меѓутоа тоа се должи на тие поголеми производители кои ги увидоа значајностите од органското производство и има поголеми плантажи со органско производство. Некои од помалите производители се откажа или моментално се во стагнација, бидејќи слабо наоѓаат пласман за своите производи. Меѓутоа, еве сега како нешто што оваа година беше бум во Струмица, па да не кажем и посироко во Македонија, со доставата на овие органски производи од врата до врата, луѓето, потрошувачите масовно се пријавија за користење на овие производи, па верувам дека и овие органски производители кои се во стагнација, а и сите оние други кои имаат помали површини, ќе се заинтересираат повторно да произведуваат, односно да создадат нови органски производи, бидејќи пласманот за овие производи е загарантиран. Така, како функционираше тој систем од врата на врата? Дали преку апликацијата што како Органологистик планиравте да ја воведете и дали се собрани сите органски производители на едно место да може да ги пласираат своите производи? Не беше направено така, меѓутоа идејата беше поттикната од Органологистик и Сдруженијето Избор ја разработи таа идеја и бидејќи има можност за сето тоа да го реализира, веќе на некој начин ги помага да органските производители го донесат нивниот производ кај нив и тие, бидејќи тоа е сезонски, знаеме сите дека во помала количина да може таквите производи да стигнат и до потрошувачите. Земјоделците кои што сакаа да го преориентираат своето производство кон органско се жалеа на многу строгите критериуми кои што треба да ги исполнат. Дали остануваат тие критериуми, дали тие критериуми беа оправдани за тоа што треба да значи органското производство и како да се стигне до лиценца, до признание за органски производител? Ние квалитетот на органскиот производ мораме да го постигнеме. Значи, тие стандарди што се пропишани за органски производ мора да се почитуваат. Тоа е и вербата на потрошувачите дека на вистина ќе купат органски производ. Имаше нешто во однос на Министерството на земјоделие, во однос на апликациите кои ги имаше, дека треба веќе органскиот производ првин да добие сертификат за органско за да може да се пријават како за органско. Меѓутоа мислам дека еве тоа сега се надмина и нивните апликации веќе успешно функционираат, направени се тие корекции кои беа дадени од наша страна, веќе тоа функционира. Мислам дека за наредната година нема да се јават тие грешки, се надам дека нема да има. Па и плюс со тоа што на некој начин веќе пласманот на органското производство е загарантиран, мислам дека до година ќе имаме уште повеќе заинтересирани органски производители. Скапо ли е да се биде органски производител во делот на лиценцата и потоа производството? Па, во делот на лиценцата од прилика доаѓа околу 50% трошкови од кои што државата ги дава за органски производител. Значи,
тоа што го следува на секој органски производител како дополнителна субвенција за органското, се плаќа дел за сертификатот и плюс останува за нешто од тежината на органското производство. Колку органски производители имаме во Југоистокот, во Струмичко и кон што најмногу се ориентирани? Во нашиот крај овде имаме 19 активни производители и имаме околу 100 други кои покажале интерес за органското производство, меѓутоа сега за сега се уште не се почнале со органско производство. Се надам дека овој позитивен тренд и нив ќе ги мотивира да и тие продолжат со органско. Тие 19 што се со што генерално, дали се со градинарски производи, со што ги има? Значи, различни се сите. Значи и пчеларство, и овощарство, и градинарство, се е офатено. Кај нас немаме полјоделство, немаме делот на полјоделството, меѓутоа другите култури ги има. Пак ќе кажем, нели, тоа е сезонски и во помала количина, меѓутоа тие што ќе се пријават да може да го добијат тој органски производ, може да го добијат. Сега го има и градинарството, како што реков, значи производ кој имаше цена од прилика од 50 до 80% поскапа цена, меѓутоа доставено до врата мислам дека е прифатливо. Дали подлежат органските производители на контрола за употреба на пестициди? Дали се контролира нивниот производ? Тоа е обврска на сертификационото тело. Значи ние единствено ако сака откупувачот да направи контрола, тоа е негова желба, меѓутоа обврска на сертификационото тело е да зема од некој од производителите мустри и да ги прати на анализа и спрема тоа да се докаже производот дека е органски. Со тоа исто се дава, нели, еве верба на сите тие што ќе купат органски производ под знакчето на органски производ, да навистина се сигурни дека имат органски производ. Каде е Македонија во делот на органското производство споредено со земјите од соседството? Дали со односот, дали назадуваме многу или веќе фаќаме чекор со тие трендови модерни, па да речеме во сразмерно со број на жители? Па почнавме многу добро, меѓутоа имавме некоја стагнација пред едно 7-8 години, с која траеше околу 5 години, еве во овие 3 години веќе пак некако се одиме по нагорна линија. А субвенциите дали се доволно, рековте, во делот на покривање на трошоци за сертификација, меѓутоа дали се доволни за инвестирање во целиот тој процес, па дури и модернизација и амбалажа и сето тоа што оди до краен производ? Субвенциите се за одржување на веќе поставено производство. Значи тука нема, тие се минимални субвенции, значи тука нема ни за зголемување на производство, тука нема, тие се многу мали средства кои не се наменети за таа. Тие се за дополнително, како што има додадена вредност на производот, така има и додадена вредност на производството на органско, на некој начин да ги покријат минимално тие трошици. А оваа наша емисија неминовно е и содржи во неа и совети, стручни совети на Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Да слушнеме и видиме која е темата која што Ивановски смета дека е актуелна во овој период и на која што треба да обрнат внимание земјоделските производители. Добар ден, почитувани! Во минатата земјоделска емисија дадовме осврт, дадовме согледување, а во врска со исхраната на растенијата. Нагласивме дека еве се наоѓаме во есенски период, еве па и ова емисија е старт во нов есенски месец, октомври месец, месец каде што има заладување на температурите, месец каде што има големи осцилации во однос на дневната и утринската температура и каде што кај градинарството, особено кои што се во пласеници, оранжери и така натаму, кои што нема дополнително загревање, има проблеми во однос на зрењето, гоењето на самите плодови.
Се уште е рано, особено градинарите кои што одгледуваат пиперка, краставици и така натаму, па и домати да завршат со производството. Знаеме сега и цените се очекуваат во овој период да се многу поголеми, затоа што на отворено како резултат на овие временски прилики или неприлики веќе се исчистува или исчистено самото градинарско производство, па и цените нормално се подигат како резултат на помала понуда од побарувачка. Затоа сега би искористил ова прилика да нагласам нешто за биостимулаторите. Зошто велам за биостимулатори? Затоа што сега се потребни овие биостимулатори да помогнат за овие температурни стресови. Ке кажам само за два биостимулатори, тоа е аминокиселините и славолот, односно алфа оцетна киселина, кои што ги стимулират растенијата во различни физиолошки и биохемиски процеси, особено при потреси на растенијата. Аминокиселини се органски киселини кои што кај растенијата му помагаат да издржи одредени стресни ситуации, почнувајќи од температура, суша, потоа третирање со одредени препарати, со хербициди и така натаму. Ова кога велам со хербициди, значи пример кога на пролет се третираат житата, тогаш најдобро е да се употреби аминокиселини, но во тоа време тогаш ќе проговорам. Значи сега е важно за температурата кој што прави веќе проблеми кај културите кои што немат дополнително затоплување. Тука пожелно е амоксинот или не било која аминокиселина да се употреби како резултат да се помогне да растенијата ги издржи овие потреси. Во однос на употребата на аминокиселини, они може да одат чисто или пак во комбинација фолиарно, значи со прскање преку заедно листот да доаѓа, и тоа може и со препарати, а дали ќе со препарати пред се зависи не од аминокиселините, од ѓубривото, него од препаратот. Значи, ако постои или пишува дека препаратот не трпи, пример, ѓубрива кои што имаат фосфор или аминокиселини или било што, не треба да се третира, тогаш нема да се третира со аминокиселини. Ако не пишува, онда може да се третират овие аминокиселини заедно со пестицидите, односно со препаратите. Втор стимулатор, тоа е алфа оцетна киселина, повеќе препарати како пример славолот. Карактеристично е што тоа е биостимулатор кој што ги стимулира растенијата да растат, да се развиваат, плододават, а исто така и он помага во овие стресни ситуации и особено во растот и развојот на самите растенија. Тука он може да оди у комбинација, односно сам или у систем капка по капка. Кога е во систем капка по капка, обично оди околу 1 литро на декар, додека во фолиарно 100 мл на 100 литра вода, 0,1%, сам исто така со помошта на препарати. И на крај би истакнал кој што оди во систем капка по капка, исто помага, може и фолиарно, но сега тоа побаво е во систем капка по капка, фертиригација, тоа се хумусните киселини кои што се нормално со фолвокисели пропратени и они може да се употребат најчесто околу 1 литар на декар без проблем да се употребат. Ова е, почитувани гледачки, кратко за денешната емисија. Овој пат ќе ве исто така подсетам дека во колку нешто ве интересира во овој период, не само за исхрана на растенијата, него и за заштита на растенијата, слободно дојдете тука кај мене, кој што се наоѓам во земјоделската аптека на Фитохем Промет, тоа е Зап Глобал. Значи, 4 јули број 6, и се што ве интересира, ќе добиете бесплатни совети, ако треба и бесплатно ќе дојдам на лице место, а со цел сега да не направите од готова версија, значи да нема некои проблеми во однос на развитокот на самите растенија. И пред крај на ова издание на емисијата Агроинфо да погледнеме некои новитети кои што се однесуваат на аграрот, земјоделството, производството надвор од Македонија.
Почитувани гледачи, тоа беше се во ова наша емисија Агроинфо на ТВ канал ВИС. До следната недела останете на нашата програма и во добро расположение. Пријатно!